the office at 8:30. She has the alarm set for 8:25. That gives her exactly 5 minutes to take a shower, get dressed, fix her hair, have her breakfast, take a bus, and arrive at the office. Веќе подолго време се чувствував како да сме на некаков раб. Нетрпеливи сме, анксиозни, панични, депресивни, си ги подаваме состојбите во круг, секогаш замаскирани со интелектуален хумор, најчесто на сопствена сметка. Поминаа деновите кога верувавме дека качувањето на водно, бројот на изодени чекори, балансирани оброци, односи, ливчето со прешкртани обврски ќе направат кој знае што за нашата иднина, или пак ќе го стишаат гласчето кој што се погласно набива, се оди во пропаст. Наместо тоа, многу од нас сведочат и живеат чудни навики на спиење, сомнителни импулсивни животни избори и зајакната потреба од разноразни пороци. Повеќе не се ни обидуваме да се подобриме, зашто ни се чини дека повеќе нема иднина за која што вреди да се работи. Збор кој би опиша овој период и пристап кон реалноста? Баналност. Знам дека не сум единствената што се чувствува вака. Прашањето е веројатно каде одиме оттука и дали некој се уште верува дека воопшто има каде оттука. Зошто има потреба или што добиваме со вакво врамување во политички контекст кога збориме за феминизам, тоа да може да го разговараме што тоа значи ако е дисоцијативен феминизам, како тоа ни помага нас у некоја политичка идеја, мисла, или не ни помага, или е симптом некој моментален. Мислам, бидејќи е излезен од, ајде да речам, некоја диагностичка од некој диагностички дискурс, дали ни зборува за некој симптом во моментов или ни зборува за нешто што од каде што може да црпиме нешто во однос на политичкото. Па некако мислам дека контекстот во многу искреира една ситуација или постојано ни креира ситуација во која што чувството на немок, на безизлез, на пропаст или тој тип на немање перспектива или кога ќе погледнеме напред да не можеме да погледнеме во нешто е доста присутно и во таа смисла не ме чуди што тоа станува дел од нашето секојдневие. Всушност е многу познато дека во услови на криза ефектите од кризата се манифестираат и со зголемување на, условно речено, автодеструктивни однесувања исто така. Тоа ми се случуваше многу често. Најверојатно и таквите ситуации ме натера некако да побарам помош, поддршка. Ситуации кои што стварно е overwhelming се што се случува и кои што си викаш станувам са бали, не сакам да станам, не сакам да се соочам со денот, преголем притисок, преголеми тензии, се што се случува надвор, се што ми се случува дома, тоа што сум сама, тоа што ми е тешко, тоа што е пандемија, што сите се под притисок, никој не комуницира како што комуницирал претходно, поддршката ја нема што си имал претходно, што секој гледа да преживее едноставно во моментот. И почувствував дека нема мотивација апсолутно за ништо. Искрено си размислував и тоа кога ќе се вратам на работа, каде ќе црпам мотивација, како ќе продолжам со животот. Едноставно немав некако волја ништо да правам и немав волја некако да тоа што велиш работата на себе, дури тоа веќе ми беше као окей, не функционира ништо. Вежбаш јога, правиш нешто медитации, читам работи, гледам некако да бидам позитивна, кога тоа екшеле не функционира кога тоа што ти се случува е толку силно и толку акутно и толку силно те погодува. И едноставно на површина испливуваат и некои работи што биле отпорано закопани, некои трауми од претходно закопани, некои работи кои едноставно на друг начин си се справувал на друг начин со нив, сега испливуваат на површина и некако е се премногу да се носиш во моментот со сето тоа. А по кое деструктивно однесување најчесто постигнувам?
Би рекла прокрастинација како форма на деструктивно однесување, која понатаму се манифестира со анксиозност, злоупотреба на супстанци, дали се тоа разли медикаменти за смирување или пак алкохол и слично, избегнување на социјални настани кога свеќе стане премногу, или преголема изложеност на луѓе и социјални настани како начин на дистракшн од вистинските проблеми со кои одбивам се соочам, избавнување во одредени ситуации, преголема емотивност или не покажување никакви емоции и слично. Подолго време размислував дали секогаш сум била склона на вакво однесување или е склоп на околности и настани. Мислам дека повеќето луѓе околу мене, барам не би рекла сите, се склони на еден или друг начин на избегнување на реалноста со различни деструктивни практики, меѓутоа во секој случај би рекла дека настаните во последниве неколку години само ги манифестира овие практики повеќе. И за жал и за среќа, во одредена смисла и темата на ментално здравје и грижа за себе беше доста присутна и е присутна во овој период. Би рекла дека ние го преживуваме тоа. Ретко кој ќе стаса да се грижи за себе, да речам, преку тераписки процес и повеќе се стасува таму од други причини, отколку нели од тоа што никој ќе забележи дека нели нешто потешко му оди во периодот. Во секој случај сакав да речам дека улога игра она што се одвива надвор, значи кои се тие некои средински влијанија во овој контекст, кои што секако влијаат врз нашето преживување, а во услови на криза тоа е пролонгиран стрес, тоа е пролонгирана неизвестност, која што знае да предизвика едно чувство и на безизлезност, на немоќ, да искреира една невозможност да се гледа во иднината, од една страна, и од друга страна се нели тие некои искуства, очекувања кои што ние ги имаме. Еве, ако земеме оно што го спомна, разочараноста политичка што ние имаме и што можеме сега да правиме, тогаш таа разочараност исто доаѓа од ограничените можности што сега ги имаме за дејствување. Чи прашањето е нели секогаш зашто има услови да се случи. Ние не можеме да очекуваме од себе си да се мобилизираме во ситуации кога се чувствуваме загрозени и несигурни во подолг период. Во краток период може тоа да испровоцира многу директна, многу артикулирана акција. Таа смисла е разбирливо повлекувањето или обесмислувањето и на тоа да се грижам за себе, па што. Специфично е да речам женскиот јазик или женскиот начин на кој што ние зборуваме за овие искуства. Една форма на дефлексија во која што се обидуваме да не гледаме во тоа што ни измачува, туку да нели се дистанцираме од нештото, е позиција на хумор, на сарказам, на иронија. На тој начин имаме чувство дека еве во овој момент со тој отклон не успеваме да гледаме во тоа што ни се случува, ама не чувствуваме тоа што не боли. Тука веројатно е моментот на дисоцијација што се препознава. Односно прекин на таа мета когнитивна позиција со она што всушност го преживуваме. И тука на некој начин или обидот преку оние автодеструктивни однесувања кои што имаат за цел да го затапат повторно телесното преживување и искусување, да на некој начин се утешиме и смириме. Многу ми е интересно дека колку повеќе пробувам лично да излезам од ова стање или да престанам со одредени практики, толку повеќе наоѓам
одредено ниво на хумор или сарказам во тоа што го доживувам и некако ми се чини како некој never ending cycle каде што се чувствуваш подобро и на наша смешна ситуацијата или е смешно самото тоа што нели се пронаоѓаме во овој феномен, па потоа станува полоша, па тука доаѓа повторно работа на себе си, посетување на психолог, разговарање со блиските за твојата ситуација и после како се чувствуваш подобро пак влагаш во некој луп каде што тие практики се чинат не толку опасни и тоа си е never ending cycle на неизлегување од состојбата во која се наоѓам. Апсолутно е привилегија да можеш да се занимаваш секојдневно со екзистенцијални прашања, поготово за фактори кои се надвор од наша контрола и баш и така се најдов во овој луп во кој се наоѓам, затоа што кога имаш одредени ресурси да, не знам, take a mental health break или да земаме сега да се наоѓаме на некоја journey на само подобрување или излегување од некоја ситуација, колку и да таа лоша е привилегија. Но тука сепак не би можела да го потцена моментот дека тие ментални состојби се вистински и дека тие борби кои ги правиме сами со себе се многу реални, вистински, имаат импакт на не само нашиот живот, туку животот на луѓето блиско до нас. Затоа што ова, како да го кажам, овој распад што гледам колективно околу мене, не можам да кажам дека е невистински или дека е резултат само на привилегија при многу слободно време. Напротив, привилегија е да можеме да ги имаме овие разговори, да пробуваме да се подобриме или пак да се дадеме време да не се подобруваме и да кажеме окей, сега ќе влезам во некој луп деструктивен, каде што јас следиме недела 2-3, ќе се фокусирам само на распадот на моето ментално здравје. Но сега нандалес многу вистински присутни во нашиот живот. Мислам дека поривите се резултат на некој интересен склоп на околности, каде што сите овие деструктивни практики на моменти ти даваат чувство дека имаш контрола, на моменти ги користиш како ескейпизам некој од твојата реалност, па така и сакаш да изгубиш контрола и мислам дека свет тука е баш затоа што е резултат на таква комбинација на како да кажам, лични непогодби некои што се случуваат во животот нас проти тоа што се случува на глобално ниво и чувствуваш како да не можеш да промениш одредени работи, се викаш кога све иде во неповрат или курац, што не е јас со него. Доколку не работиме на себе, односно доколку ева за себе разборам, не работам на себе, чувствувам кога сум се предала целосно ситуацијата, што исто така не излез, затоа што јас барам, и не верувам некој било кој околу мене и има таа привилегија да каже fuck it forever. Ај не би го нарекла веќе привилегија ако се само дигнеме раце од борбата за подобро себе пред све и за подобро општество и тоа што се случува околу нас. Да, апсолутно мислам дека тоа што голем дел од товарот за време и на пандемијата, не се други случувања кои гледаме околу нас, падна на жената, па така да, можеби повеќе влијае врз целокупното ментално здравје кај жените. Но пак би кажала, мислам дека исто така тоа дека нас ние вродено некако дека ние сме да hot mess at the end of the day, ние сме да emotional mess, ние сме да nervous wrecks, така да можеби едноставно само станавме comfortable со сите етикети кои ни беа лепени цел живот, па едноставно решивме let's embrace it and be the emotional wreck that we're meant to be. Во потрага по одговори и помош, најдов еден концепт кој до некаде ми помогна да ги артикулирам своите моментални чувства, феномен познат како дисоцијативен феминизам. Терминот е воведен од авторката Емилин Клайн во 2019 година и објаснува еден растечки глас во поп културата, наведум самосвесен, емотивно интелигентен глас, кој говори со доза на дистанца, а го користат првенствено жените кои ги раскажуваат своите трагични животни искуства. Како пример може да ги земеме девојките од Еуфорија, која била од хероините во романите на Сели Руни, или ликот по кој е скован терминот, Фливер, од истоимената серија. Oh, there's the main event. Yeah. Very talented. She don't say it. She actually just don't say it. She actually orgasmed when she finished it. Опишана како некоја која се странува од хипероптимистичниот girl boss феминизам, дисоцијативната феминистка е безизразна, цинична нихилистка. Оваа поп фигура продолжува да живее во TikTok трендовите, налик The Feminine Urge To, но и во нашиот очигледен интерес и препознавање во ликови кои од една страна се независни, начитани, интелигентни и духовити, но од друга страна, едноставно кажано, тотален и комплетен распад систем. Сепак проблематично е оваа состојба да се стави во иста реченица со феминизмот и баш затоа концептот на дисоцијативната феминистка е подложена силна критика. Во суштина, оваа фиктивна фигура е повлечена, дури исклучена од случувањата и свесно тоне во сопствената мизерија, наместо да стане активен субјект одговорен за својот живот и избори. И веројатно, она што е најпроблематично во врска со неа е фактот што таа единствено може да постои на таков начин од позиција на привилегија.
Дисоцијативната феминистка, слично како и ефективните ликови од кои инспирирана, е веројатно девојка која има удобен живот и ресурси за да може да се потпре на својата фотелја со флаша вино и да твита за сите начини на кои што е сјебан животот, или пак да креира ситуации кои дополнително би ја зациментирале таа позиција. Сепак, се повеќе жени на овој или оној начин ја перпетуираат и рекреираат оваа тропа во своите реални животи. Според Аманда Бенан, истражувачка на меме културата, пандемијата и живењето во ера во која што се чувствуваме како да не постојат упатства како безбедно да се движиме низ светот, може да представува дополнителен потик кон самоуништувачки пракси. Ако да се прави било што може да е ризично, тогаш зошто да не изгориме се, вели таа. Но она што ми е важно во политичка или во социјална смисла, тоа е што со овие искуства заедно или како овие искуства не само што не менуваат нас, туку ни менуваат и социјалната динамика или како може да се одразат во таа некоја политичка стварност. И тука според мене најважно како ги градиме односите. Потенцијалната опасност на дисоцијацијата е дека таа представува одреден тип на прекин на контактот во нас самите, со нас самите, но ако не сме ние со нас самите, не можеме да бидеме ни со другите. Тука е прекинот и во социјална смисла. Тешко ни е да бидеме со другите, тешко ни е да се поврзаме или се поврзуваме само на едно место, а после тоа не можеме да искреираме нешто заедно и слично. И можеби најважно е да истражуваме начини на кои што ние можеме да останеме во контакт и со себе и со другите. Така поставено прашањето е поетичко затоа што секојаш го вклучува другиот. Деструктивно однесување за мене е почетокот на повреда на другиот. Ако кругот повторно се сверти и стигнеме до автодеструктивното однесување, можеби грижата за себе како интимно, општо место подразбира автоматски и грижа за другиот и избегнувањето на деструкцијата, односно на автодеструкцијата, секогаш автоматски подразбира и избегнување на општа деструкција, односно на состојби, на врски, на туги животи и така натаму. Не знам дали може да се подразбере нешто како грижа, бидејќи таа мора да биде проживеано искуство и некако чудно отпосле можеш да дознаеш што е грижа за себе, откако целото срање ќе помине. Оди тоа некако дедуктивно од една многу широка инка во која што многу работи се истурени во неа, значи од место во кој што живееш, кој што секогаш те определува, некаква афективна рамка ти задава. И тешко е, мислам, тешко да се одржува тој контакт со себе, бидејќи е испресечен по многу нивоа и поопшти, социјални, политички, економски, културни и поинтимни, како својата приказна да ја вметнеш и да ја прегрнеш практично. И во таа смисла грижата за себе подразбира дека си доволно дрзок да живееш добро или да живееш среќно. Со тоа што среќата не треба и не смее да биде дефинирана конвенционално или само конвенционално. А грижата за другиот е да му го признаеш таквиот процес на другиот, дека има право на интимна среќа која што мора да има место и во јавниот простор. А дали грижата за себе и автодеструкцијата се поврзани, односно исклучиви. Не знам дали се поврзани, но сигурно остваруваат некаков контакт, некако тенденцијално се допираат. И тоа не мислам дека е страшно, само понекогаш треба да извадиш жива глава од тоа прво, после да како да кажам, да можеби да се вратиш на тие тангенцијални точки и да ги просто да им дозволиш да се помират.
дали пандемискиот период направи разлика во мојот однос кон моето ментално здравје. Толку силен продор имаше овој свиок планетарен кон можната загуба од планетата како место на живење до својот физички интегритет, здравје, па дури самиот живот, што невозможно да се одговори не на ова прашање. Дополнително, јас имав среќа да во тој период некако ја преклопам својата, како да кажем, долгогодишна мачечка динамика и да чуеме на многу добра реченица која што мислам дека нема да заборам до крајот на мојот живот, а тоа е вики ама кризата е потенцијал. Мислам не само менталното здравје, бидејќи тоа некако постојано се инсистира да биде делимитирано, да биде вон здравствениот систем или да е нешто помалку медицинско или да биде всушност вон телото, бидејќи другото е физиолошко здравје. Во таа смисла, пандемијата не потсети на сите дека имаме тело кое што може да се разболе, а тоа тело носи глава. И во таа смисла, идејата дека главата може исто да се разболе не е толку застрашувачка колку што те тера на работа, инсистира да си ја почувствуваш целовитоста. Едноставно, целовитоста на телесното, на афективното, на мисловното искуство едноставно стана важно и за мене конечно. И некако за тоа сум срекна. Не сум срекна, ама сум срекна. Значи, ја не верувам дека ќе се случи колективно политичко изместување, политичка промена, каква што до сега е мислена низ концептот на револуција, но од друга страна, после овие катастрофи, мислам дека единствениот политички ангажман кој што нам ни преостанува е всушност ова најинтимното здружување, можноста да се биде можноста да се вградат политичките принципи во кои што веруваме, оние на да речеме на солидарност, на емпатија, на здружување, да се вградат во најинтимните односи, во пријателските односи, да речеме. И во таа смисла стварно верувам во тоа дека најсилната политичка фигура во овој момент е онаа на пријателство, затоа што од неа извираат и големите промени и малите промени, или дури не ни мора да бидат промени, но може и треба да бидат состојби во кои што успеваме да живееме заедно и поправедно и еднакво. Гледајќи ги овие фиктивни ликови, но многу личности околу мене, кои во различна доба од својот живот и на различен начин, но со сличен стил и нарав, навигираат низ бруталниот свет, уништувањето на очекувањето да се биде послушна, нормална, продуктивна, прави совршена смисла и до некаде може да се гледа како стратегија на отпор наместо каприца. Понекогаш, уништувањето е потребно за креација на нов ментален простор, за реобмислување на нашето место тука и овде, особено во време кое е нестабилно и тешко. Колку и да е иронично, токму од тоа чувство на баналност за кое зборуваме, црпам перспектива за што навистина е важно и вредно. Понекогаш можеби треба да кренеме раце од се, за повторно да може да почнеме да веруваме. Па затоа го правиме видео, за покажеме дека можда и без одговор имат повеќе алтернативи како да искочиме од ситуација. И искрено, ако погледнам вака наназад, некако ми се во некаков блur овие 2 години. Не знам кога што се случувало, не знам кога ми било најтешко, бидејќи некако траеше, беше една фаза, рестрикции, луѓе се повлекуваат, социјализација намалена, мене ми се случува бременост, престанувам да одам на работа и сите некако тие работи само се става една врз друга некако на некој начин и немав некако време да воопшто да размислам како сето тоа влијае врз мене и врз моето ментално здравје.
Ама сега, откако помина и тешки и лесни периоди, искрено сваќам колку силно влијание имала пандемијата врз мене и како работник, односно работничка, и како мајка, и како личност, како Јована.